Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Се разбира уште една вечер по милоста Божја. Можеме и ова вечер да бидеме собрани и се разбира да го слушаме гласот Божи. Библијата вели дека неговите овци го слушат неговиот глас и врваат по него. Се разбира, станува збор за оние овци кои што се во стадото Христово, а тоа е црквата Христова, телото на Исуса Христа, амбасадата Христова, она која што го представува се разбира Господ Исус Христос. Зборуваме исклучително, како што реков, за прекрасна тема. Зборуваме за една многу важна тема, а тоа е дали Библијата се уште е актуелна. Едно многу интересно се разбира прашање. Дали Библијата е се уште актуелна? Кажав дека постојат доста се разбира прашања по оваа прашање. Но сепак Библијата дава и самата таа одговор на оваа прашање. Дали таа се уште е актуелна? Дали Библијата е се уште актуелна? Затоа е многу важно, многу клучно да го читаме зборот Божи, а не да се занимаваме со додаток на литература или некои книги кои што напротив зборуваат за Библијата, дека таа има противречности, дека таа не е совршена, дека таа е стара и така натаму. Многу е важно пред да донесеме одлука дали Библијата се уште е актуелна, дали е многу важна, дали јас треба да ја вклучам во мојот живот, најубаво е да почнеме прво се разбира да ја читаме и да видиме што таа се разбира ни зборува. И сигурно дека Бог ќе ни открие дали се уште Библијата е актуелна и инспирирана и има авторитет Божи. Видовме дали Библијата се уште е актуелна. Видовме дека таа се зема за право да го советува човекот, да му даде дополнителни насоки како може човекот да биде богоугоден и да живее според волјата се разбира Божја. Интересни, нели, работи. Денеска, кога ќе направиме анкета, една одредена анкета, по прашање, дали луѓето си веруваат во Бог? Ќе видите дека сите луѓе веруваат во Бог. Отприлика скоро сите луѓе веруваат во Бог. Но што вели посланието на Јаков? Дека ѓаволот верува во Бог и тој знае дека Бог постои, но сепак трепери. Друго, но исто така многу е клучно и важно дали веруваме во неговиот збор. Тоа е веќе едно сосема друго прашање. Да се верува во Бог е една работа, но кога ќе направиме дополнителни анализи и кога ќе ги прашаме луѓето, а дали веруваат во неговиот збор Божи, тогаш можеме да добијаме многу исто така повеќе одговори. Различни се разбира одговори. Но еве ние ќе се послужиме од зборот Божи. Еве што ни е запишено во Евангелието на Матеј. Ќе отвориме Евангелие на Матеј, 7 глава, и ќе читаме од 24 па се до 27. И еве што ни зборува се разбира зборот Божи. И вели вака: и така, секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, ќе го споредам со мудар човек, кој си изградил куќа на камен. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не падна. Зошто беше изградена на камен, Библијата вели. И понатаму Словото Господово продолжува од 26 стих вели: а секој што ги слуша овие мои зборови
Во овој контекст, каде што ние читаме, зборува Господ Исус Христос и вели: а секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, прилига на човек глупав, кој си изградил куќа на песок. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна, а незиното паѓање се разбира беше страшно. Понатаму 28 и 29 стих Библијата вели: а кога ги заврши овие зборови, се мисли на Исус, народот се чудеше на неговото учење, зашто тој ги поучуваше како оној кој има влас, а не како книжниците или како верските, се разбира, учители. Потоа можеме да отвориме исто така во Лукиното Евангелие, 8 глава, да читаме од 19 до 21. И еве што ни вели Словото Господово. Дојдоа кај него мајката, мајка му негово и браќата негови, и не можеа да придојдат до него, поради народот. И му јавија велејки: мајка ти и браќата твој стојат надвор и сакат да те видат. А тој одговори и рече: мојата мајка и моите браќа се оние кои што го слушаат Словото и го исполнуваат. Значи, кои се браќата на Господ Исус Христос? Оние кои што го слушаат Словото и се разбира оние кои што го исполнуваат. Се работи за Словото на нашиот Господ Исус Христос. Еве во двете Евангелија многу јасно и гласно ни е пишано. Исус зборува многу јасно и гласно дека Словото Господово треба да се слуша, но исто така многу е важно и клучно дека тоа треба да се исполнува. Кога ние го исполнуваме Словото Божјо или зборот Божји, Библијата, ние тогаш живееме според волјата Божја. Значи, не е само доволно да ние веруваме во Бог, туку ние исто така треба да го исполнуваме зборот Божи, за да можеме да живееме според неговиот збор. Сите стандарди кои се пишани во Библијата зборуваат за исполнување на неговата волја. И кога ние со Божја помош ќе се трудиме да живееме според Божите стандарди, заповеди, тогаш ќе живееме според волјата Божја и Бог навистина ќе не благослови и ќе бидеме, се разбира, живи. Потоа псалмистот Давид вели: само тогаш ќе можеме да бидеме дрва посадени покрај воден извор и тогаш својот род ќе го даваме, се разбира, на време. Почитувани слушатели, како што реков, дека зборуваме за многу клучна и важна тема. Дали Библијата е се уште актуелна? Тоа е едно лично прашање. Прашање кое што би требало секој еден од нас да размислува и да донесе одлука во својот живот. Всушност, кога зборуваме за Библијата, дека треба да ја следиме, тоа е една животна одлука. Нешто кое што ќе го води нашиот живот. Нешто што ќе го движи нашиот живот. Што ќе му дава одредени насоки. Како можеме да живееме според волјата Божја. Словото Господово, Библијата, ни дава доволно информации како можеме да живееме според волјата Божја. Слушајќи го неговиот глас, ние само така можеме да живееме според волјата Божја. Како можеме да го слушаме гласот Божј? Дали некој си има досега почитувани за прашање? Како можеме да го слушаме неговиот глас Божј? Библијата зборува и дава јасни насоки. Како можеме
да го слушаме гласот Божи. Кога ќе земиме да читаме Библијата, таа доволно зборува како можеме да го слушаме неговиот глас. Кога ќе читаме Библијата, кога ќе откриеме неговата воља, кога ќе живееме според принципите и стандардите Божи. Само тогаш ќе можеме да живееме според стандардите Божи, според волјата Божја. Стандардите Божи, волјата Божја сепак ни се разбира откриени во делото Господово. Почитувани слушатели, уште еднаш сакам да напоменам дека навистина ние зборуваме за една се разбира прекрасна тема. Дали Библијата е се уште актуелна? Зошто за зборот Божи се зборува како жив збор, во која смисла се разбира тој е жив? Овој збор е жив затоа што е неисцрплив и неуништив. Иако денеска луѓето, па и во минатото, а се разбира и во днината, ќе се трудат да ја уништат Библијата. Затоа што таа е единствена книга. Иако е најстара, но таа е единствена книга во која можеме да ја откриеме вистината и патот до небото. Потоа, што вели понатаму Библијата? Подобро кажано, овој збор во себе си содржи божествен живот. Тој е чист и бистар и свет. А ова е, се разбира, многу важен и многу битен фактор за сите нас. Дека Библијата е чиста и бистра и дека таа е света. Зошто таа е чиста? Зошто таа е бистра? Зошто таа е света? Затоа што како во Стариот Завет, така во Новиот Завет, особено апостолот Петар, зборува за таа светост. Библијата е света книга. И затоа е многу важно да знаем дека таа е света, затоа што незиниот автор, Бог, е свет. Исус вели, јас сум светлината на светот. Зборот Божи, кој ни се открива, кој се утелотворува, доаѓа во личноста на Исуса Христа, е свет. И затоа Библијата е чиста, бистра и света. Исто така, мораме да знаем дека овие нешто кои што сега ви ги набројувам се непобиен факт. Затоа е многу важно да го читаме Словото на нашиот Господ и Спасител. Понатаму, сите живи суштества кои што не обкружуваат се всушност суштества кои умираат. Затоа што се што се раѓа, се разбира, мора и да умре. Што мало бебе се роди, тоа веќе со самото раѓање почнува и да умира. Се воскиднува на прекрасните роси, кои со својата убавина и мирис ја разбудуваат околината, но и тие се осудени да овенаат еден ден. Убавите девојки со време ќе постанат во лицето нивно како збрчкани заби, поточно баби. За нашава планета пак се вели дека е една огромна громница. Ако за зборот Божи кажеме дека е жив, тогаш мораме да имаме еден поинаков, се разбира, карактер од сите други останати живи суштества на овој свет. По што се разликува од нив? Се мисли на Библијата. Тој потекнува од Бог и има божествена природа. Каков е односот на Бог кон времето? Библијата учи дека Бог е вон времето и просторот, па затоа не може да биде подложен временски. Еве што ни е запишано во 2 Петрово, 3 глава, 8 стих. Вели Библијата вака:
еден ден пред очите на Господа се како 1000 години и 1000 години како еден ден. Бог не е ограничен како што сме ние ограничени. Тој е свет и праведен. И неговиот збор Божи е свет, праведен, чист и бистар. И тој збор е жив и ќе живее понатаму. Затоа што тој збор се разбира е Божи збор. Почитувани, јас тука сакам ова вечер да застарам, се разбира, иако даде Господ, се гледаме наредната емисија, но сакам пред се да имате на убава и благословена вечер и се разбира Господ нека биде со сите вас. Пријатно.